Одиграно првото коло од кошаркарската Суперлига на Македонија, најинтересно беше на дербито во спортскиот центар Борис Трековски помеѓу МЗТ Скопје Аеродром и Кожув. До победата од 77-71 стигна актуелниот шампион на МЗТ Скопје. До првата победа во својот прв меч од домашниот шампионат, сезонова тие дојдоа многу потешко од очекувањата. Гостите од Гевгелија водеа се до финишот на средбата, а во 32-та минута има и неголемата предност од 12 коша разлика. Сепак избраниците на Алеш Пипан успеа да се разбудат и да направат серија од 24-6 за да направат пресврт со кој дојдоа до посокуваната победа. Најзаслужен за победата на МЗТ Скопје беше Дамјан Стојановски со 19 поени, кој ги постигна во вториот дел од дуелот, а Тодор Гечевски имаше дабл-дабл учинок од 17 поени и 10 скока. Поранешниот член на МЗТ Скопје Игор Мијајловиќ со 13 поени беше најефикасен кај Кожув. Победи на домашен терен забележаа екипите на Работнички и Фени Индустри. Работнички со 106-92 ја победи Лирија, додека Кавадарчани со 96-89 беа поуспешни од Куманово. Второто коло во Суперлигата на Македонија е закажано за 6 април. Гренслем тенискиот турнир во Њујорк US Open во 2017 година ќе располага со $50 милиони за награди на играчите, што е скоро двојна повеќе од 2012 година. За US Open 2013 наградниот фонд е побогат за $8,1 милион, па ќе изнесува вкупно $33,6 милиони. Организаторите на последниот Гренслем турнир во сезоната им излегува во пресрати на играчите со промена на распоредот. Повеќе нема да има супер сабота со два полуфинални меча во сингл во мажка конкуренција и финале кај жените, а потоа во недела финале кај мажите. Наместо тоа тенисерките ќе играат за титула во недела, а тенисерите во понеделник, па така турнирот ќе трае 15 дена. Ваквиот формат ќе биде променет оваа и следната година, за во 2015 година да премине во ритам како што го имаат Ролан Гарос и Вимблдон. Женските полуфиналења во четврток, машките во петок, женското финале во сабота, а машкото финале во недела. Турнирот оваа година започнува на 26 август. Само една средба се одигра синоќ од 12-тото коло од топ 16 фазата во кошаркарската Евролига. Германски Бамберг Брос Баскет го претрпе и 12-тиот пораз во исто толку одиграни надпревари во топ 16. Синоќа во германската пресметка Бамберг на домашен терен загуби од Алба Берлин со 75-72. Денеска ќе се одиграат 4 надпревари каде се среќаваат Жалгирис Анадолу Ефес, Реал Мадрид Панатинаикос, Уникаха ЦСКА Москва и Барселона Каха Лаборал. 12-тото коло ќе биде комплетирано утре со последните 3 средби, а на 2 од нив ќе се појават двајцата македонски репрезентативци. Лесер Бомекилев со Фенербахче му гостува на Кимки, додека Перо Антич со Олимпијакос ќе биде домаќин на Макаби Тел Авив. Третата двојка е Бешикташ и Монтепаски Сиена. Само Барселона досега има обезбедено пласман во четвртфиналето од кошаркарската Евролига. Во NBA лигата синоќа се одигра 11 средби. Мајами се врати од негатива од минус 27 поени разлика и успеа да слави против Кливленд со 98-95. Со тоа Мајами ја продолжи втората најдолга победничка серија во историјата на NBA лигата на 24 победи поред. Сепак Кливленд и тоа како го добро го намачи шампионот и малку не достигаше да направи големо изненадување пред своите фанови. Најзаслужен за камбекот на Мајами е некогашниот миленик на фановите на Кавси Леброн Џејмс, кој враќањето во својот Кливленд го заврши со својот 36-ти трипл-дабл во кариерата со 25 поени, 12 скока и 10 асистенции. Чалмерс даде 17, а Вейт, Батие и Бош постигнаа по 11 поени. Елингтон со 20 и Томсон со 18 поени беа најефикасни кај Кливленд. Мемфис Гризлис благодарение на поените на Марк Гасол во последната секунда ги совладаа Тандерси со 90-89 по едно продолжение. Шпанецот најдобро се снајде во рекетот по промашувањето на Зек Рендолф и му донесе победа на Мемфис, притоа нанесувајќи им го на Оклахома Сити вториот пораз во последните 2 дена. Конли со 24 и Бейли со 20 поени беа најефикасни кај домакините. Дурент со 32 и Весбрук со 20 поени беа први стрелци кај Тандерси. Слични поени за победа во последната секунда постигна и Ентони Дејвис, кој со тоа им донесе победа на своите Њу Орлеанс над Бостон со 87-86 и прекинување на серијата од 4 порази поред. Рајан Андерсон со 21 поен ги предводеше домакините, а Ерик Гордон додаде 18 коша. Пол Пирис со 28 и Кевин Гарнет со 20 поени беа најдобри кај Бостон. Сан Антонио ја продолжи традицијата на победи над Вориорси на вкупно 29 поред и ги совладаа со 104-93. Данкан со 25 поени, 13 скока и Тиаго Сплитер со 17 поени беа лидери кај Спарси. Кари со 24 поени беше најефикасен кај воините. Ги гледаме сите резултати од синоќа во продолжение, а ќе ги видиме и двојките за вечерва каде на програмата се само 3 средби.